Добредојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечер во мој гостин да биде безбедносниот експерт Љубомир Ѓурчевски. Добро вечер. Добро вечер за гледачите на Алфа телевизија. Ѓурчевски, се случи вчера повторно еден преседан во судството на дисквалификација на еден кандидат. Зборуваме за Панчевски, кој што денеска им поднесе кривични пријави на сите членови на Советот на јавни обвинители и работата тече како што тече, велат, ништо не се менува во Македонија во тоа наше правосудство. За жал, очекувавме промени, ќе ги има, но начинот да се дојде до нив оди патот многу тешко. Па вака, јас очекував една многу позаконита постапка од страна на Советот на јавни обвинители, во најмала рака јавноста да ја информираат со многу повеќе информации врз основа на она нивно гласање, значи врз основа на сите оние оценки, на кандидатите, за нивните успеси, за нивните предмети кои што ги застапувале во судските постапки како обвинители. Кариерата едноставно. Не кариерата, една многу пореална оценка во смисла на тоа дали нивни предмети паднале заради немање доволно докази, дали во истрагата не превзеле доволно дејствија да обезбедат докази, дали има обвиненија со политички позадини и така натака, дали работеле на некои тешки случаеви од делот на организираниот криминал и така натака. Значи, за да станете државен јавен обвинител, навистина треба една многу сериозна оценка за сите ними и јас очекував дека Советот на јавни обвинители ќе има храброст, значи да исфрли кандидат со предимство врз основа на сите овие што викаме параметри кои што укажуваат. Вака ние имаме тројца кандидати со по 10 гласови, значи малтене едногласно и еден кандидат со 9 гласови кој што помина и една многу дискутабилна елиминација на кандидат за јавен обвинител, која што елиминација јас повише ја гледам од тоа што навистина се уште има структури, она што викаме длабоката држава, скриените структури во Република Македонија, на кои што им се спротистави господинот Владимир Панчевски во 2017 година како еден од непослушните луѓе кои што требаше да одработуваат на она што викавме насилно рушење на уставниот поредок, затоа што ако ги земите добро да ги анализирате сите оние изјави, еве и последните изјави на јавните обвинители кои што биле дел од тоа специјално обвинителство, и сите експертски анализи, и сите анализи на адвокатурата и така натака, секаде преовладуваат ставот дека тоа специјално јавно обвинителство беше противуставна категорија и дека тоа немаше уставна подлога во уставниот поредок на Република Македонија, му се дадоа такви овластувања и изврши такво харикири на Република Македонија, кое што последици се уште и ден денеска тешко ги чувствуваме сите во сите области и затоа јас сум малку разочаран од начинот и постапката на јавно-обвинителскиот совет и ова што денеска се случи со поднесената пријава и со повикот на господинот Владимир Панчевски, значи за сите институции превземат дејствија и мерки во насока на тоа дека навистина овде е направена една елиминација без никакво образложение, односно спротивно на член 62 ставот 1 од Законот за јавно обвинителство и мислам дека Советот не собра храброст, него ја остави владата, она што викаме ја префрли жешката топка од кај себе, ја префрли во владата, да владата сега дојди во ситуација да изберит еден од четворица каде што сите имаат еднакви шанси и еднаква оценка, барем еднаква оценка и еднаков број на гласови, што утре задутре
кој нема да биде избран од ними, че има можност за водење на постапка, односно за утужување, за жалби пред странските партнери, пред судот за човекови права, за ускратување на права и така натака, а јас тоа очекувам дека госпоđицата од специјалното јавно обвинителство дека ќе ги користи сите правни лекови доколку не биде избрана, затоа што јас за тие... нема да биде избрана, не, влезе во оваа игра да не се лажам. Не, дозволете само да завршам. Да. Таа е таму пратена за да направи хаос, односно да не дозволи да тргнат реформите во судството, него некој судскиот систем да го држи тоа што викаме како сатана во гуша, да не му дава да оди напред, него само да тонит, а крајната цел и незината крајна цел е да го заштитит криминалот на специјалното јавно обвинителство кој што го правеа, бонусите и така натака, да не правам муабет, и сите оние пресуди кои што ќе паѓаат во Страсбур. Ева, ако сакате, и за Тенк ќе збориме, каде што дотичната господја беше еден од обвинителите кој што го застапуваа обвинението. Обвинителски резил од најголемите. Пазете, вие да поднесите обвинение за нешто што не представуваат кривично дело согласно кривичната регулатива во Република Македонија. Немаше никаков основ. Нема оштетен. Нема оштетен. Нека дојдите, нека кажете кој е оштетен. Значи тоа возило државата го користи, на државата и е ставено на располагање со сите и ден денес со сите негови перформанси, со се. Значи, таа обвинителка не требаше ни да се појави како кандидат, но она што викаме скриени структури од лабоката држава кој што ни го инсталира организираниот криминал во Република Македонија и сега треба да го заштитат организираниот криминал, односно нивниот криминал и сите оние нелегални приходи кои што ги остварија години наназад во Република Македонија. Нивната цел е да се врши атак и врз владата при изборот на кандидат за државен јавен обвинител и мислам дека владата ќе се најде во една многу деликатна ситуација, која што деликатна ситуација однапред ни укажува дека барем во догледен период, можеби од 3 до 4 или 5 години, во Република Македонија некои структури подпомогнати од цело невладин соросоидни структури, значи не сакаат да тргнат реформите во судството, него судството да остане такво какво што е, затоа што такво какво што е во нивна функција. Во нивна функција да можат да изнудуваат, да можат да шверцуваат, да можат да перат пари и така натака. И да заштитуваат одредени политички структури. Точно така, да заштитуваат одредени политички структури кои што го срушија уставниот поредок на Република Македонија, а невини луѓе, за кои што јас барем од 2017 перманентно зборувам, сите медиуми, не само за овој медиум, него нема медиум на кој што сум кажал дека на 27 април ниту имаше тероризам, ниту некој можеше да ги суди тие луѓе за тероризам, но се случи тоа што се случи, добија луѓето 200 и нешто години затвор, надвор од тоа уништено здравје, уништени семејства и така натака со сите оние психолошки, некои почина, некои го изгубија и животот, така да мислам дека таа нанесена штета врз македонскиот народ е огромна и некои се уште не сакат да ја ослободит Република Македонија да тргнат во едни званични реформи. Јас само за подсетување на македонската јавност ќе кажам дека 94 година и 95 година Македонија беше пред Хрватска и во дело затоа што Хрватска беше се уште во војна, зборам пред акцијата Олуја. Затоа, кога ќе ја погледнам дека Република Македонија 30 години некои ја враќат назад и да направит некој добар потез, некоја добра реформа, некој сака да ја вратит,
Па затоа ни измислија, ни го наметна тоа специјално обвинителство и пазете, ни донесоа закон фаличен за двојазичност, кој што е насилен и сега ни го руши уставното уредување. Гледајте што се случува со инспекцијава која што влезе да врши надзор во Министерството за правда заради полагањето на правосудниот испит на албански јазик и така натака. Уставен суд упорно молчи по тој закон, по таа иницијатива, не се изјаснуваат, никој не седнуваат да речи чекајте ве луѓе, дајте да седниме, да го претресиме законот за употреба на јазиците и уставот и да видиме што е јазик, службен јазик од ставот 1 на член на амандманот 5 член 7. Значи, што е службен јазик и што е јазик во службена употреба во средини каде што имаме 20% население од друг етникум, затоа што овде во Република Македонија, согласно Охридскиот договор, а и согласно воведувањето на Бадинтер, во многу работи каде и што бараат во Уставен суд, доваѓаат малцинството да го мајоризират мнозинството, да го надгласуваат, да зависите вие од волјата на 25 пратеници. Современ апартеид, македонски модел, да. Точно тоа. И тоа само го има само во Република Македонија и никаде другде во светот. Никаде другде во светот нема еден човек да има право на 2 гласа. Еднаш гласат во рамките на 120 пратеници и еднаш гласат како припадник на малцинска заедница. Тоа само во Република Македонија и сега кога ќе видите, значи се поставува прашањето кои не сакат во Република Македонија да тргнат реформите во судството. Закони ве поминаа на Венецијанска комисија, разбирате, знаа дека ќе има големи промени, знаат дека ќе може да се спроведат големи промени и сега е многу битно да се закочат тие промени, да не одат тие промени. Значи, во тоа е јас сакам да упатам апел до владата дека треба да покажи храброст и да кажат ова не, таму има еден кандидат за кој што ја и за друг медиум зборував дека не сакам да бидам лобиста на никој, но сегашната вршителка на должност, мислам дека е исто така многу квалитетен кадар кој што би требало според она што јас го имам како информации и она што сум работел и што сум соработувал со јавните обвинителства дека има капацитет да ги направи сите тие реформи во јавното обвинителство за да добиеме, нели, на почеток да добиеме еднаквост пред законите на сите странки. Неспорно, тамо не зборуваме за еднаквост, а не зборуваме ниту по националност, ниту по социјален статус, ниту по верски статус, ниту по ништо. Него викаме еднаквост на странките во постапката. Она што е обвинет, она што е бранител, она што е држава, односно јавното обвинителство. И мислам дека тука треба храбро да се настапи, владата треба храбро да настапи, да не подлегнат на сите овие притисоци од какви лоби групи да доваѓаат за таа господја да дојди тамо за да го заштити криминалот на претходни. Тоа мислам дека е научна фантастика. Јас мислам дека гледано од страна, не. Таа 1/3 од нели трите Чарлиеви ангели кои што на крај спадна не баш ангели, туку повеќе ѓаволици. Мислам дека таа 1/3 влезе за да направи смут. Претходно се расправаше директно, лично со премиерот. Го тужи премиерот пред истиот тој нели обвинителски совет и се. Значи и таа влегува со уверување дека владата ќе ја избере неа за да ја предложи, мислам, намерно го прави тоа за да потоа глуми жртва, ќе имаме пискотници се слушаат од Галичник до Брисел, Вашингтон, до Москва нема да се јават, нели? Не, но јасно. Тоа е поентата и целата нејзина. Не. Моите разузнавачки податоци зборуваат нешто друго. Да, мисли дека може да биде. Дека и странскиот фактор ќе одиграт многу валкано овде. Да. Такви податоци, до мене затоа ја испратив. Да не се враќаме во тие црни времења. Зато ја испратив таа порака, до владата и до премиерот да бидат храбри и одлучни да се спротистават на сите притисоци кои што се вршат врз ними за да дојди затоа што
немојте да помислите можеби на тамошниот дел од емисијава ќе коментираме и за други криминални действија и наеднаш нели ние со години зборуваме дека нас ни се создаде еден наркоклан во Струмица и наеднаш кога доби зелено светло, господин Озаев излезе дека ќе судити, нели јас овде на овој медиум, но кај друг ваш колега, нели кажав, да, господине, слободно тужете, немој да не тужите. Ме разбирате? Пазете, сите грмиме и сите зборуваме, дури и обвинителите и обвинителката во овој медиум кај друг ваш колега кажуваше и сите кажуваат дека Хайрулахи кај мене Хайрулахи, да, Лела кај Богдан, дека овие модуларните болници коштале 300.000 евра, наплатени потрошени се 30 милиони евра и вие немате никаква истрага, никаква постапка, ниту за квалитет на материјали, ниту за изведувачи, ниту за надзор и така натака. Зато викам надзор. Без елаборат е тоа направено, све, одговорноста ја има еден човек. Така да, пазете, ја имаат делот од медицината кој што најмалку треба, прво требаше да, значи одговорноста паѓат на изведувачот, на проектот што го изработил, на квалитетот на материјалите што се вградени. СДСМ? Како се и сега вие наеднаш, значи таму не чепкате, па и цената на чинење на еден објект, вие таму никој не смее да чепни да водите истрага и постапка, се занимавате со тоа лекарот. На лекарот вие треба да му создадите услови тој да работи, да лекува. Медицинскиот и економскиот директор на Грабусија. Така. Да. И кабелот. Вие треба да му создадите на тој лекар услови. Вие треба како држава да му набавите опрема, да му направите кабинети, да му направите операциони сали, да му донесите лекови, лекарства и така натака. Да му овозможите услови за тој да работи. А ти од него бараш кривична одговорност за нешто. Да, од лекарот ќе бараме кривична одговорност, ама само за несовесно лекување, ако имало несовесно лекување. Ме разбирате? Да. Значи, тоа е тоа. И сега вие наеднаш целата таа истрага и целата поставка, истите тие Чарлиеви ангели, некои што ги... Не, јас сум кажал, тоа се куп на вештерки. Тоа беше таква патетична BBC приказка, мислам, срам да име искрено. Ама не, пазете, тие некој пат исто... Не, пазете, тие некој пат ќе ни признаат како сега што признаваат со судењето на сите во Хаг. И сега викаме дека раководството на УЧК треба да биде осудено. Па излегуваат премиерот на Албанија, кој што си ја уништуваат кариерата, значи тој знае веќе дека е на тенок мраз од американците, европјаните, ама си ја уништуваат кариерата и викат доколку бидат тие осудени, треба да бидат осудени. Весли Кларк, Хавиер Солана, не знам, Бил Клинтон и така натака и така натака. И тој меѓу редови кажуваат луѓе, па тие не финансираат, тие не обучуваат, тие, значи да не се лажиме. Тој си ја затвори неговата кариера, но затоа зборувам, затоа кажувам, истата ситуација нас не се случи. Се создаде тоа диво месо. Диво месо се создаде тоа диво месо, специјалното јавно обвинителство, за да го сруши уставното уредување на Република Македонија. Ако имавме ние вистинско специјално јавно обвинителство, моментот кога парламентот спротивно на одлуката на Државна изборна комисија, која што кажа референдумот е неуспешен, го стави прашањето на гласање, требаше да кажат стоп, нема. Сеја беше делото на гладиаторска арена, која што служеше за пренасочување на вниманието на народот. Еве, занимавајте се со глупоштиите од сечените разговори, нели? Занимавајте се со браќата од 27 април, ќе затвориме сите на не ви ни бидете колку сакате, ќе ви направиме што треба, и целата приказка беше, нели, страв внесување и занимавајте се со глупости, гледајте, а во меѓувреме се случуваше промена на името и девастирање на државата. Неколку пати јас сум коментирал за други медиуми. МВР си ја превзеде белата дека МВР прислушувало. Така, да. Господјата Лела кажа една многу добра работа. Викат, во пакетите пишуваше кол, не пишуваше прислушувани материјали. Тоа значи дека она што јас повикав... Некој што знаел англиски, македонски разузнавач. Не, дозволи. Знам дека се шегуваш, Лјупчо, не, една друга работа.
Јас за еден друг медиум, за македонско радио, ајде да им направам пропаганда малку, пошто се државен медиум, зборував и кажав, јас како оштетен во предметот Таргет Врадина, на јавниот обвинител Трајче Пеливанов, му викам, господине обвинител, еве ви договор помеѓу мене и Телеком, во член 8, каде што Телеком ми викат, Телеком е обврзан да испорачуваат безбедна, квалитетна услуга. Штом Телеком мене не ме заштитил, дозволил некој да ме прислушува, а тој е телекомуникацијскиот оператор, тој постапил спротивно на тој договор. Јас викам, не барам штета од луѓево кои што се обвинети, јас барам од Телеком, јас ќе го тужам Телеком кој ќе заврши случајот. Знаете каков одговор добив од господинот Трајче Пеливанов? Како не, сега јас заради тебе ќе проширувам обвинение. Так. Или ќе проширувам истрага. Јас се фатив за глава. Бе човек, ти погледни, има закон за телекомуникации, има се. Во законот за телекомуникации МВР има пристап до телекомуникацијските системи, не е спорно. Си чепнал во бомбона бизнисот, знаеш, чи... Ама знам, ама затоа викам, тоа е меѓународен бомбона бизнис, не е само на Република Македонија. Јас точно знам каде мавнав. Так. Точно знаев каде мавнав. И затоа постојано тоа зборувам. Тие беа овде поставено тоа диво месо измислено за да го заштити целокупниот тој Валкан бизнис. Како зборуваме ние сите, еве ги Transparency International и Слајđана Тасева и сите, да се вратиме години наназад и ќе дојдеме некаде цифра 20 милиарди пари се изнесени од Република Македонија, зборам за сите 30 на години од независноста. Со сите оние шверцови, криминали, глупости, провизии, приватизации, ковчежина, не знам, сандачина, куферчина и така натака. Да. Значи, тоа се, знаете што значат тие пари? Па само првата влада беше проценето дека изнесе околу 5 милиарди марки. Тогаш марки беа уште. Па после владата на Љупчо Георгиевски, кога дојде од 99-та, па Комтекси, Монтекси, па драги да не правам муабет, едноставно добивам мачнина. Мачнина добивам. Сите оние кршење на ембарга, шверцови со нафта, шверцови со цигари, шверцови со други, со кафето беше акцизна стока и така натака. Да не? Па Филип ќе побара 120 милиони првично за да се дигнела платата минимална на 600 евра. Јас малку пробудичкав, бидејќи има премногу материјали. Така. Набргу недов 240 милиони отприлика евра од најпознатите криминали во нивното време. Така. Се сеќаваш на случајот Карпушевски, Ковачевски, 160 милиони евра мазутот така, на башка канцероген така, и така, влијанието во нашето и здравје. И 120 милиони евра за возилата електрични. Ете ги, колку 280, па 9 милиони јагленот на Вице, па 8 милиони глобал на Зоки, па 36 милиони онкологија и знаеш ки испадне дека може 1200 евра да биде, само да ги вратат парите. Ама главната, а 93 милиони повратот на ДДВ на директорката на управа за јавне на Сања Лукаревска, со Крмзов и со сите, со Крмзов и со сите, па колку пати јас тоа сум го зборил. Па 1200 евра дојдовме минимално. Па ќе дојдеме скоро до 700-800 милиони евра проневерени во неколку случаеви. Пази, во неколку, ама знаете колку. Кај се Рашковски, кај се Димова, кај се Молус. Ама знаете колку има такви? Рекетот Катица Јанева, па еве го Сејо. После фаќањето на Катица Јанева со рацете во медот и рекет. Така. Тоа Сејо веќе требаше да биде вака, чкртнато и тргнато на страни да резило да го нема, да ги снема, да се тргнат. Не, и да бидат осудени, да бидат осудени и да им се забрани со судска пресуда. Не јас што зборам. Вршење на каква била јавна должност. Поврзана со право. Да. Поврзана со право. Тогаш ќе речиме да Македонија има чесна намера да создават правен систем. Се додека тоа не ни се случи, и се додека оние 80 гласови кои што насила го сменија уставот на Република Македонија и го променија знаеме името. како фатени зашто, како ги носеа, со уцени, со закани, со значи со уцени, со закани, со корупција и така натака, значи сето тоа, сето дека за тоа не се спроведи истрага и сето дека тие не одговараат за велепредавство, се до тогаш ние не можеме да зборуваме
за правен систем И правна држава. и правна држава. Тоа е мој став. Ова е мој став, ова нема врска со некој. Тоа е мој став, мое политичко убедување, мое знаење и така натака и така натака. Бурун сум спремен со секој од областа на кривичното право и на кривичната постапка да дебатираме, да вадиме документи, да читаме член по член, да читаме секое действие поединачно на секој поединец со кој што го сторил делото и ќе видите дека ќе дојдеме до сите тие кривични дела. Велепредавство, подпишување на капитулација, доведување на Република Македонија во починета состојба и така натака и така натака. Премногу е симптоматично гледано од страна и премногу прозирно е. Значи, што велат транспарентно, беа многу транспарентни владата на СДС и СЈО, затоа што се што сите глупости ги прави беа прозирни, се гледа од авион. Имаме два случаја кои што укажуваат доволно за да тоа јавно обвинителство сега мрдне со тоа рачињата. Не зборувам само за изјавата на Лела Кадриу, која што директно учествувала таму и кажа што се случува. Две други работи. Првата е суспендирањето и тргањето на Јово Цветановски и на Хајрулахи од позицијата на Мустафа. Затоа што и тие Зашто? Затоа што испитува криминал на СЈО, бонусите и тие фамозни 4,6 милиони евра. Еден случај, вториот случај, она што го направи она организирано од обвинителството за организиран криминал. 6 месеци криеја дека повторно ги амнестирале во превод, нели? Го затвориле случајот без докази. Што повеќе зборуваме? Не, вака, значи тоа сето тоа оди во контекст на ова што досега го зборувавме, дека и обвинителите, и Цветановски, и Хајрулаху, и Кадриу, значи отворија, ги поставија прашањата така како што требат и зошто специјалното јавно обвинителство треба да, односно сите тие обвинители треба да се судрат со кривична одговорност за сето нивно незаконито работење и незаконито постапување, а не да ни се пелтечат и да кажуваат дека ќе бидат државни. Тоа е првиот дел. Тоа е првиот дел. Вториот дел, ова што викаме, оделот за за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал во јавното обвинителство, значи на таков подмукол начин, испротивно на целокупната законска регулатива и уставот на Република Македонија, затворил случај, никого не го известил, случајот може да се отвори секој пат, да знаете, додека апсолутно не застарит. Тоа е нивната цел, значи да го застарат. Макар криејќи од јавноста. Криејќи од јавноста, значи да дојдат во делот на таа злоупотреба и затоа одлуката е донесена пред идниве измени на кривичниот закон и зголемување на санкциите во делот на кривични дела сторени нели од функционери, она што беше членот 353, ставовите каде што се намали казната на во делот на јавните набавки и така натака, за да може да настапи тонаа застареност, која што застареност би ги ослободила од било каква одговорност сите овие кои што зема огромни бонуси. Тоа ти е налик на она како кога во фудбалска федерација си се наградува затоа што фудбалерите се пласирале на европско првенство, па они си се наградува со 20-30 илјади евра. Ја тебе, така, и јавното обвинителство, пријавата и денеска од финансиска полиција ја чуват во фиока и јако таму стоеше дека дотичната раководителка на секторот за финанси проневерила 4,5 милиони евра и така натака, ајде да не си ја пукам душата, да не отварам стари рани, но за да видите во кој систем. И сега вие како сакате да го реформирате тоа обвинителство. Значи, целото обвинителство, зборам, од државниот јавен обвинител, оделот за организиран, вишите обвинителства, основните обвинителства и така натака. Господа, таму треба катарза, све да се очисти, да се распиши конкурс и од нула да се тргне. Не може вака. Со оваа структура, која што е толку многу искорумпирани, за секој мора да се направи оценка. Некој вика ветинг. Како ветинг? Оценка. Оценките се прават врз основа кој предмет го застапувал, како го застапувал, извел доволно докази, не извел доволно докази, паднал предметот, дали во домашниот судски систем, дали во Страсбур, што ако му паднал предметот негативно. Ако предметот добил завршница
и во жалбена постапка и секаде, значи некој квалитетно одработил. Тие што одработувале квалитетно, а имаме квалитет и во судството и во обвинителството, тие ќе одат напред. Не овие кои што гонеле политички мотивирани кривични дела и пишувани пресуди во штабови на политички партии. Тие не може, тие мора да си одат надвор од таа струка. Од таа фела, од правната фела мора да си одат надвор. Тие не може да бидат обвинители. Тие се резил за фелата. Не само, точно, резил за фелата. Точно, прав збор. Резил за фелата. Срам. Мислиш дека ќе оди работата натаму? Доказите, еве не мора ништо повеќе да ги викнат овие тројца обвинители. Двајца од нив се одважија, секоја чест дадоа откази, си тераат, излегува од комоцијата на јавното обвинителство, адвокати си се, другиот е шиканиран цело време Цветановски од истите тие заради тоа што се одважија да го прават тоа што треба да го прават, наспрема некои кои што нели коленичејки, извршувајки, па постигнаа нели успеси во кариерата, нешто што реално гледано кога завршиле со правниот факултет, не верувам ни дека сонувале дека може да го има, како и дел од власта 90% претходна, кој што може би има нели квалитети за портир во партијата, ама да бидат председатели, членови на министри, премиери, нели за греот, ама се случуваше тоа. Ама пазете, таа партија секој пат била партија на слуги. Во таа партија немало квалитет, особено после некаде 90 и после атентатот на Киро Глигоров. Значи дефинитивно тогаш внатрешните превирања во таа партија доведуваат да они квалитетот го отстранат и тамо главен идеолог и главен лидер и ден денеска е господинот Фрчковски, да не се лажиме. Што е главниот идеолог? За жал на партијата. Не, тоа си е право на нивното членство. Они така мислат, нека им е со среќа, нека си тераат, ама на избори никогаш не победиле, ниту ќе победат. Се сложувам, никогаш. 2020 беше местенка, а втората, тоа не се рачуна после конфликтот. Тоа што се сеќаваме, ССМ им даде подршка. Да, на 15 септември, да. Точно тоа. И сега вие одеднаш, значи кога ќе ја видите кредибилитетот на таа партија која што од ден на ден тони, и ако земите една проста математика, ако некој пат има 50-60 илјади луѓе кои што излегува на внатре партиски избори на гласање, на последниот избор на Филипче излегува 5000 и нешто, колку гласови доби тој, да не грешам, или 17.000, да не грешам со бројките, да не грешам. Вие ќе видите дека таа партија паѓат. Од таа партија беа избркани голем број на интелектуалци кои што избегаа во НСДП. Значи првиот момент. На крајот на криштата и нивниот генерален кадровик, уште од времето на Сојузот на комунистите, генерален кадровик беше генералниот секретар Тито Петковски, уште во времето на... Па Тито нормално, нели? Не. Се шегувам поради името. Лјупчо, уште од времето на Васко Костојчиновски во градот Скопје, па кавгата со Јаков Лазаревски, па после кај Петар Гошев и така натака, и тој беше перманентно кадровик. На крајот на криштата сите овие директори од 85-та година кои што ја приватизираа Македонија, тоа се негов кадар. Да не се лажиме. И сега вие кои ќе видите, значи, кој се отиде од таде, па после НСДП отидоа многу во демократската алтернатива на Тупурко, предходно на Тупурко. Да, осипување, значи, затоа што луѓето видоа дека таму во партијата на површина излегуваат неквалитетот. Ако некој седни добро да ја изанализира таа партија. Последното е знам и левица. Знам и левица, и кој ќе видите дека таа партија нема перспектива. Дефрагментација целосна и ќе остане на крајот, да, ќе бидат поголеми овие формираните од новоформираните и све друго ќе се претопи, таа нема перспектива. Бедотија од 17, не се 17, 15, не се ни 15 пратени како ги отврлиме коалиционите. Така, коалиционите партнери. Значи бедотија и сега вие кога гледате, значи јас зборувам за честна анализа. За честна анализа кога правиме за таа партија. И таа партија е на прагот, јас мислам кај вас во емисија овде, дали на овој медиум или на некој друг го постави прашањето дали ќе има кој да го изгаси светлото тамо. И тоа ќе ни се случи. Таа е искуството. Значи таа е таа состојба
која што таму ни се случува. За жал, секаде во секоја нормална држава треба квалитетна опозиција, да не се лажиме, треба квалитетна опозиција. Ама да прави корекција на власта, корекција не на да власта. тера лажни вести. Така, не да создават лажни вести. Ете, тоа е тоа. Мигрантите, каде се мигрантите? Па не знам, не... Каде заглавија тие мигрантите? Напливот или се чека се уште? Да не забораваме што се случува. Филипче треба да ни каже каде се мигрантите. Значи, пазете, затоа викам, тие немаат никаква перспектива име, така да... Го спомна нивниот така наречен лидер Филипче. Како може човек да има толку афери зад себе, а сето тоа да биде лажно? Овие од ВМРО многу му штанцаат во превод, се шегуваат по социјалните мрежи. Модуларната болница го посочија, онкологија, анкетната комисија го посочија директно него. Корона вакцините самите си го направија во времето кога луѓето умираат тука, тие немаа вакцини. Вучич, замисли нешто го плукаат денеска, не спасуваше со вакцини. Само секунда, извини. Кога сме кај коронавирусот, значи има надворешно задолжување на Република Македонија 970 милиони евро обврзница, која што е донесена со уредба со законска сила, кој што уредби со законска сила во тоа време на кризна состојба, по завршување на кризната состојба требаше да се најдат пред парламентот и да бидат потврдени. Тие никогаш не се потврдија и не се знаат каде отидоа тие 930 милиона. Љупчо, па ја и ти за пола сат најдовме 2 милиарди евра за нивниот мандат, каде дека се злоупотреби. А не да навлезеш по длабоко, ќе има за 2000 евра минимална плата, како тргнав? Така, како тргнав нешто, викаш че има и за 2000 евра минимална плата, така да продолжи. Во Дубај сигурно има 5-6 години да се дига платата на 600 евра, мислам дека во тие облакодерчињата, но еве сите овие афери, ако ги додадеме на нив и аферата со Жан Митрев, која што е во тек и за која што има истрага отворена во јавното обвинителство, тоа име подарок на заминување од нивниот шеф на, Скопското јавно обвинителство. Тука е аферата со джипот од 130.000 евра, тука е аферата со непостоечката викендица на Нерези, многу афери околу еден човек, велат каде што има дим, има и огин. И целата приказка секогаш, секаде над него е оној менторот од Муртино, самиот си кажа дека е црпнат од нива, не веламе. Така. Ама кој го црпнал? Пак го црпнале некои служби, пак се враќаме на кој што ја држат Република, кој што ја држат Македонија во гуша, кој што ја држат Македонија во гуша и не даваат напред. И тие треба едно да знаат, сите овие, сите слуги и целиот невладин сектор кој што му служил на разузнавањето и така натака, дека сите ќе бидат пуштени низ вода. Веќе се пуштени. Не само што се пуштени. Неслучајно го спомнав случајот со раководството на УЧК. Луѓе, ако тоа раководство е пуштено низ вода, да не правиме муавет за вас кои што сте за ними ситна риба. Затоа што тие војува на терен. Кога беа најсилни, тоа е 20-21-та, напишав една колумна која што имаше многу илјадници читања и лајкови, се викаше кога волците ќе стивнат. Чуму волците, малку обратно. Оние нивните заштитници стивна. Сега сета оваа паника што се должи на што се должи? Се должи на нешто што следува. Сите знаеме дека се вика одговорност. Ајде да не се лажеме, ништо не поминува неказнето во животот. Кармата е многу голема. Трамп кога им ги скина парите на UNDP кога им ги прекина, ними им стана јасно што ќе следуваат. И затоа во многу светски анализи кога зборуваат и многу светски познати аналитичари, па и од поранешни разузнавачи во ЦИА, било да е тоа Скот Ритер, било да е тоа Мегрегор или било кој, они укажуваат на тоа дека многу е битно да се заштити Трамп од евентуален атак. Така. Кој што веќе го имаше. Да, ама овие се некои други, значи, пазете, тоа се светски познати безбедносни аналитичари. Така да ниту длабоката држава ќе мируваат и тие нема да водат гајле за Ѓурчевски. Ѓурчевски им смета, ќе го пуштат низ вода одма, го нема, крај.
да не правам муабет за ваши колеги кои што земале по $1,5 долари. Тоа е плиткоумната држава кај нас. Така. Има длабока, кај нас плитко така. Значи плиткоумна и тоа е тоа Љупчева, затоа викам дека премногу се искриминализираа внатре и премногу црни пари се направија и од моментот кога викав не, значи она ја што викам, не можеме да ги следиме сите афери затоа што имаше по 3, по 4 во ден. Да. И особено едната ја покриваше другата. Значи тие си правеа самите дефокус со новата афера што ќе излезеше, заборававме на работите. Ако се вратиме назад, нели, имајќи преди што се случуваше и сите можни афери, оние амнестии токму на нивниот и сегашен шеф кој што е случајно во Дубај туку, еве, зошто Љубомир тој е надвор од Македонија, во најмала рака во Грција, а многу често во Дубај. Зошто не е во Македонија човекот? Ама точно тоа е, затоа што за другарче прашуваме. Тој кој што е потполно свесен дека за многу скоро време ќе биде пуштен низ вода, се стегат обрачот и они се во паника. Јас зборував не само за овој медиум, за и други медиуми, кога ја анализиравме и дрогата, овие марихуаната, кога го ја анализиравме, јас и тогаш зборував дека обрачот се стегат меѓу ними и они се во паника, во целосна паника. Таа паника веќе кај ними, како викаме ние вечерта кога отпочна собирањето на дрогата вамо кај овој во Струмица, значи 2-3 тројца од врвот на раководството на опозицијата веќе биле во Гевгелија на граница, малтене јас се шалам, малку карикирам, викам ајбе отишле да играат малку комарче во хотелот на граница. Случајно така, случајно така, во 2 сата од навечер. Отишле. Како Артан Груби. Отишле малку да видат на тоа апаратите, знаете како е тамо, ипак е казино светски. Го чекавме ова многу долго време да почне да се случува, после името, после двојазичноста, после промената на уставот, после гласањето кое што беше, после затворањето на браќата, многу работи се збра и мислам дека на народов не му доаѓа лошо тоа. Ама пазете во тоа е и затоа и оваа влада доби таква силна поддршка од граѓаните на изборите. Јас верувам дека и утре да има избори, пак поддршката ќе биде многу силна. Затоа што народот чекат разрешница точно на ова сето што досега ние го зборуваме. Си овие црни петна. Ова што досега го зборуваме, народот чекат разрешница, луѓе. Народот не сакат народот крв. Народот барат законита постапка. Одговорност согласно закон за она што е сторено како кривично дело и затоа што кое што има доказ. Тоа предавството, подчинувањето на државата и се. Но еве, нека одговараат првен за овие криминалните, све поред. Се си има свој ред и почеток и крај. Се си има и почеток и крај. Ке продолжиме и ние, ова не е крајот, ние одиме само се рекламите, се враќаме назад со Љубомир Ѓурчевски, ке зборуваме за марихуаната која што малку ја подзаборавивме, а многу има, велат до 130 милиона последната информација ми стигна дека ќе стигне до мислам 130 тони. Не до 130 тона, а иначе цифрата ќе надмини можеби и 300 милиони евра. Така, во моментот е до околу 200 со тоа сточето, но како и да се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Љубомир Ѓурчевски. Завршивме со темата марихуана, огромна тема и реално, но и буквално кажано огромна, бидејќи зборуваме за 40 тони фатени, 100 во најава, последните информации одат на кај 130 дека можеби ќе биде тони. Огромна тема. Дефинитивно една колона од тука до Солун ќе се направи. Кога би се изнесувало легално. Кога би се легално изнесувало и кога би се поредиле шлеперите за излез. Добро. Значи, пазите, темата е многу суптилна, многу сериозна, затоа што Република Македонија, значи од 2017 година, создаде една ситуација на хиперпродукција на производство со носење на законот за легализација и давањето, неконтролираното давање на лиценци за производство, 70 и нешто беа, од кои што 43... И кој ги давал? Истите. Во сред корона, така. Министерството се потепало од работа да ги подготви, тоа е административна работа, неверојатна,
луѓе умираа, а тие штанцале лиценци за производство на марихуана. марихуана. Надвор од тоа, надвор од ова што сега го коментираме, викаме дека таа хиперпродукција во услови кога имате еден куп недоречености во делот на законот, особено кога не дозволувате, јас тоа јавно го викам, не дозволувате да профункционираат согласно закон предвидените органи за контрола. Прво, значи, телото за контрола, не создавате инспекцијски служби и не создавате контролен механизам кој што е стручен и во делот, почнувајќи од делот на земјоделието за квалитетот на почвата и површините кои што се даваат, било да се тоа приватно земјиште или земјиште дадено на концесија на одредени производители, значи од земјоделската инспекција, па преку фармацевска инспекција која што ќе го следи растот од засадување, вадење, кроење, сечење, чистење, сечење, сушење, значи целиот процес, пакување, многу битен елемент, пакувањето за да не се губи квалитетот на содржината на наркотици внатре во цветот, што е најбитното нешто за фармацевската индустрија, нели? Затоа што све што е по 2%, нели, тоа е веќе џубре, но и џубрето некаде го пушат, го дробат, го мелат и го пушат, она џоинти, што се прави така да многу малку има таму отпад во тој дел и вие одеднаш, ние како експерти години наназад зборував, не само јас и многу други експерти зборувавме дека се создаде еден нов клан надвор од Барон, надвор од Грчец, надвор од Дујчанџик, надвор од Арачиново, надвор од Чаир, надвор од Липковско-Кумановскиот регион се создаде кој што е во делот на наркотиците, но хероинот и кокаинот и другите хемиски дроги, се создаде кланот Битола, вклучително и Ресен, до завршување до Струмица, каде што беа главните складишта, од каде што имавме и кражби од магацини, што за мене тоа е непоимливо како дела и целиот тој украден материјал завршуваше во Косово и од Косово на странските пазари, на западните пазари, каде што бројот на уживатели на марихуаната е енормен. Таму не ни водат више статистика, знаете, тоа е таму полулегално, тоа се рачунат лесни дроги, но се многу профитабилни, да не се лажиме, оваа количина од 130 на тони, еве нека да се држиме до бројката што ја кажа премиерот, 100 плюс, јас викам, 100 плюс тони, значи, пошто он кажа дека ќе надмини 100 тони, затоа викам 100 плюс тони, ќе надмини околу 300 милиони евра. Луѓе, 300 милиони евра се сериозни пари, со тие пари се прават барем едно, ако не повише, ама едно добри 50-60 километри експресен пат или автопат во некаде каде што нема многу пробивање и тунели. Да не се лажиме, тоа се сериозни пари, кои што сериозни пари од криминалов. 2,5 години минимална плата 600 евра, еве. Па да, Филипче така пресметал. Да, така пресметал, да. И пазите, тоа се пари завршени во приватни џебови и после ние се прашуваме како и што тие пари се легализираат. Па сега легализацијата нивна секако оди во најлесниот дел, во делот на градежништвото, во делот на инвестициите, затоа што таму без соодветно градежно вештачење, значи за количини, за малтер, бетон, железо, не знам, комунали, не знам, други внатрешни работи, подополагачи и така натака, значи таму има можност за прикривање на перењето на пари, ненормално, значи за легализација и сега се поставува. Многу се гради случајно во Македонија. И многу се гради и така натака. Па да, се така случајно и наеднаш вие доваѓате до една ситуација, па не случајно, јас исто така, не само за овие медиуми, за други медиуми зборував уште пред 2,5 години, уште додека беа актуелна власт, кога братучедот на Заеви, Трајче Заев, после она акција на ДЕА, без да го известит министерот за внатрешни работи, апсеше командир на полициска станица Прилеп, значи пазете, не е тоа некоја мало полициско оделение. Чипсиот. Да, Чипсиот во Прилеп на претвар, нели, кога го апсеа, тој тогаш избега за Австрија
и повише не се врати затоа што и тога се врзуваат дека тамо учествуваат, односно стоја основани сомненија дека има учество од повисоки ешалони на власта, ете така. И кога сето тоа ќе го видите вие и кога ќе ги видите сите овие профити и коруптивните елементи на издавање, односно штанцање на лиценците, затоа што за да добиете лиценца преку ноќи во време на корона кризата и така натака, значи некој дебело профитирал од тие лиценци и не случајно нас ни се случува сите оние работи кои што ни се случува, па дури луѓето се изгубија во можноста на расудување, па мислеа дека можат и да насила да земат и цела клиника. Разбирате, значи до таму отидоа за да легализираат одредени суми на пари кои што се стекнати затоа што јас перманентно прашувам кои реколти се овие заплени и каде ни се реколтите 2019, 2020, 2021, 2022, значи каде се тие реколти? И тога се произведувала, и тога се сушела, и тогаш процесот е тој. Значи, дали има и со уништувањето на така наречената дистрибуција нашега, јас ја велам, зборуваме за уништувањето на картелите Грчец, Бела ноца и останатите. И уличната продажба на Раде Штекли. Така. Дали со тоа некој некому му направи белја, па се натрупа волку дрога, затоа што дистрибутерите веќе ги немаше. Кога немаш да ти разнесува некој од пиците, а ти имаш достава до вчера, а потоа ја немаш, па имаш многу пици дома. Тоа се погрешните проценки што некој мислеше дека овде ќе донеси голем број на производители кои што ќе цедат улје. Во Република Македонија такви лиценци за откуп и цедење на улје има само 3, и тоа Реплек, една фирма во Петровац и една во Росоман. Они зборуваат дека тука ќе донесат многу такви фирми, дека тука ќе се цеди улјето како полупроизвод, наменет за фармацевската индустрија и дека сето тоа ќе оди на легален пазар и така натака, и во една таква ситуација они тргнаа во делот на хиперпродукција, која што хиперпродукција они многу лесно ја покриваат ако земите во предвид дека на црните пазари цената е 5 пати поголема за разлика од легалните пазари. И сега, ако јас произведам 5 тони, ако продадам на црниот пазар 1 тон, јас сум ги покрил трошоците и сум направил некој профит. Другото ми е вишак. И ќе го трупаш. И ќе го трупаш, и они го трупале мислејќи дека со овие ветувања дека готово еве утре странска инвестиција доаѓаат готово, доаѓаат Баерн, доаѓаат. Ветуваше легализација, бараше нема. Па легализација. Сака со европско знаменце да го продат на закон. Така, па пазете дека готово утре тука доаѓаат се инсталираат Баерн од Германија како неголем. Биг Майк, оној големиот американец, ќе правел Македонија да биде марихуана лент на Балканот. Како фрезил да уште проституцијата остана да ја легализираат, марихуаната и да се вратиме на изјавите на Џаро од првата кандидатура за председател на Република Македонија, кога викаше јас би го легализирал комарот, проституцијата, не знам, марихуаната, дрогите и така натака, и би станал туристичка атракција број 1. Па комарот тргна, со марихуаната не им успеа, предпоставам проституцијата ќе беше последното нешто, да останеа на власт. Па еве веќе имаме случај на проституција во Тетово. Веќе имаме. Секој ден има. Да, полицијата во Тетово веќе поднесуваат и кривични пријави, работит. Ајде да ја видиме како ќе одити, во кој правец ќе одити страгата, да ја проследиме. Така да, затоа викам дека тоа е структура, владеачка структура на неморал. Значи, тие нема ништо морално кај себе. Тие нема ништо и затоа најкриминогената пошироко, не само во Македонија. Јасно како ден. И сега вие што очекувате? И сега ние се надеваме. Јас зошто зборувам? Ова влада не наследи руина, него наследи мочуриште жива песок. И вие сега се вадите од жива песок, ама знаете од жива песок колку повише превате, така. Значи треба да дојдете до една цврста подлога. Со спори движење. То со полека, умно, умно, законито и така натака, за да дојдете до цврста подлога, па кога ќе дојдете до цврстата подлога, наеднаш ќе скокнете и ќе дојдете и ќе почнете, она што викам јас, од -0.
Така. Од минус 0, А тоа е рейтингот на јавното обвинителство и на судот. Веќе не е ни 2, ни 1. Не, тоа е Сега минус 5, 6, 10. Минус, она што викаме милион бројки. Значи нема, не одит ништо, не одит. И сега вие одеднаш некој се уште го сака тоа судство. И на крајот на краиштата на странските партнери врз основа на таа негативна оценка највише ја критикуваат владата. Секој извештај на Европскиот парламент оди во насока дека и на Европската комисија, и на Transparency, на сите релевантни меѓународни институции одат во насока на тоа. Слабости во правниот систем, нефункционален правен систем, свеќате криминал, корупција, тоа се забелешките. Тоа се јавни тајни настрана што знаеме сите дека тоа се забелешките. И врапчињата во Македонија. Точно тоа. Тоа се забелешките. Мислиш дека ќе можеме за крај да се реши тоа? Конечно, полека оди. Полека, јас мислам дека со измениве на законите за судски совет, на Советот за јавни обвинители, кој што помина и кривичниот закон, кој што помина на Венецијанската комисија, и со едно малку поголема храброст на Уставниот суд околу брзо и законито оценување на сите спорни закони по кои што имаат поведено иницијативи. Значи, да не направат штета. Оти пазете, ако направат штета, некој закон да го остава да функционира и после 5 години го укинат, мислам че направат штета затоа што ќе доведат во ситуација, еве како сега што ние имаме 10 години се молчеше, не е 10 години од 2019 од законот за употреба на јазиците, значи 7 години се молчи, ама сега веќе од ден на ден се повише и повише штета се прави. И еве веќе денеска расипаните јаболка што ги остави СДСМ. Така, и сега еве веќе денеска се пишуваат по порталите се пишува дека одредени високи функционери од ДУИ ја испратиле инспекцијава за примена на законот да извршат затоа што тоа е творба уште од времето на Артан Груби. Оно што е во бегство. Ете, тоа е тоа. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест, како и секој. Исто и на мене. Поздрав. Ви благодарам и на вас што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.